Добро вечер. Јас сум Васко Ефтов, ова емисијата во центар на Канал 5 телевизија. Вие сте на вистинското место, почитувани гледачи, бидејќи ви имате право да ја знаете вистината. Тема на вечерашната емисија е како се создаваше таа финансиска олигархија во Република Македонија, односно како беше спроведен тој процес на приватизација и укрупнување на капиталот во рамки на македонската држава. Во раце, почитувани гледачи, го држам законот за приватизација, донесен во времето на Анте Марковиќ, кој македонските олигарси всушност го доживат како собствена капитална библија. Ние имавме апсурдна ситуација да го почнуваме процесот на приватизација со одредена приватизираност од 60% која беше направена во социјализмот во рамки на Република Македонија. Колку е абсурдна ситуација. Според законот на Анте Марковиќ, последната комунистичка влада на поранешна Југославија беше приватизирана 60% од големите предпријатија во Македонија. Тоа е фамозниот член 4 од Законот за општествен капитал на Анте Марковиќ, кој што до максимум беше искористен во Република Македонија. Некако испадна дека македонските менаџери беа најголемите поддржувачи на политиките на Анте Марковиќ во тоа време. И додека денес македонските граѓани се сеќаваат на тој период на Анте Марковиќ, поевтините банани, стоки за широка потрошувачка, видеорекордери, високите плати кои им беа исплакени, до тогаш македонските олигарси се сеќаваат на тој период како период во кој го направија првиот милион марки во својата бизнис кариера. Господин Нанов, дали македонската приватизација всушност се створи таа македонска олигархија? Приватизацијата че создадеше еден слој побогати луѓе, секако. Беа финансиски мокни? Беа способни и станува финансиски моćни. Целата таа шема и организациона пирамида на спроведување на законот на Анте Марковиќ е поприлично јасна. На врвот на целата пирамида се наоѓа самиот Анте Марковиќ, човекот кој уживаше огромна доверба меѓу македонските гласачи и неговата партија на првите избори освоила некаде 18 до 19 пратеници и подоцна таа партија која предводеше Стојан Андов беше во наредните 6 години доминантен фактор на политичката сцена во Република Македонија. Киро Глигоров беше главен економски советник на Анте Марковиќ, подоцна беше избран за прв претседател на независна Македонија Владо Камбовски, министар за правда во владата на Анте Марковиќ и човекот кој го пише овој закон за приватизација денес е член на МАНУ и сите веруваат дека на изборите по 2 години Владо Камбовски може да биде нов претседател на Македонската академија на науките и уметностите, премиер на македонската влада е Глигорije Гоговски, тогаш директор на големата текстилна фабрика од Тетово Тетекс, која приватизира својата компанија некаде во процент 88% според законот на Анте Марковиќ и негова десна рака, односно заменик е Тито Беличенец, професор на правниот факултет, кој е всушност човекот кој ги прави сите тие правни модели според кои се приватизираше македонската економија. Вие цело време ме убедувате тука дека не постои крупен капитал, дека политиката нема врски со капиталот, дека сите тие смени крупни, кај што на некој начин тектонски се менува крвната слика на Македонија. Се случиле случајно. Не случајно. А нити вие нити сме најдни луѓе за да сватиме дека тоа е така. Апсолутно по мене постоеше силна спрега помеѓу политиката, крупниот капитал и сите промени во бизнис сферата кои се направија во Македонија. Че постои вечно, постои во капитализмот тоа. И тука да немаме илузии. Мислам за нашата приватизација концептот го даде Глигоров. И тој инсистира Киро Глигоров, затоа и кога беше Клюсев и кога беше Црвенковски, кога беа премиери, истиот концепт се задржа. И истиот човек, Јан Емилиевски. Да, и Јан Емилиевски кој работеше во договор со председателот, нека биде, тоа мене не ми сметало. Синот на Кирил Милиевски кој беа едни од најголемите пријатели со Киро Глигоров, така и Јан Емилиевски дојден на таа функција. Нека е дојде. Не ми смета тоа. Дали денес, 15 години подоцна, може да се одговори на дилемата кој всушност беше мозокот на целата оваа операција на приватизација на македонската економија? Кој според вас беше мозокот на целата таа операција на тој начин да биде приватизирана македонската економија? Па мислам, тоа започна уште со влијанието на некои министри во првата експертска влада на господин Клюсев, кој што беа задолжени за прашањата за приватизација. Вие ги знаете имињата, јас не сакам да ги спомнам, иако се мои драги колеги. Подоцна, дури има и номинално беа носители на приватизацијата.
Целата таа пирамида која спроведуваше процесот на приватизација во рамките на Република Македонија ни даде целата таа идеја како да биде приватизирана македонската економија поприлично јасна. На врвот на пирамидата е Киро Глигоров, односно човекот кој беше главен економски советник на Анте Марковиќ. Како негова главна десна рака се посочува министерот за приватизација Јане Милјовски, односно неговиот татко Кирил Милјовски и Киро Глигоров беа блиски пријатели. И Киро Глигоров, користејќи го своето политичко влијание, издейства и во првата влада на Никола Клюсев и во првата влада на Бранко Царенковски, Јане Милјовски да биде министер за приватизација. Од рамките на правниот факултет како мозоци на целата таа операција се јавуваат Милан Нетков, кој подоцна беше избран за председател на Уставниот суд на Република Македонија, и Тито Беличенец, кој во времето на Анте Марковиќ беше подпредседател на македонската влада и е човекот кој ги прави сите тие модели за приватизација на македонската економија. Ако не постоеше ваков закон за приватизација, како што беше направен сега, дали вие сметате дека и без таков закон ќе беше формирана таа мокна финансиска олигархија во Република Македонија? Па таа постоеше и пред тоа. Јас тоа ве убедувам уште од самиот почеток. Не се променија работите во Македонија со приватизацијата. Структурата на моćни луѓе постоеше и пред тоа. Значи, ништо со приватизацијата не е искреирано ново. Дел од овие членови на големата десетка беа ваши. Да. Ако не политички, тогаш барем семени пријатели. Членови не на партијата си беа членови и Свето и Гаврилски беа и органите наши, инако овој Кожара Годел, Николовски, овни беше кандидат на Европа. Савка Димитрова, првите партиски избори не беше наш кандидат. И така, тие беа оглавно кај нас. Ви падна на памет некој од нив да го предложите за премиер на владата? Не предложив диеден, ама кога ги нудеа за министри, ја им реков тие можат само премиери да бидат. И се налјутија. Мислите на Гавро Гаврилски и на Свето Јаневски? Гаврилски беше болен тоа време, па и почина. Он почина на 1 јануари 1993 година. Јас го спомнев веднаш Свето Јаневски за тоа и бев писмено, го изложија на прицок. Тоа е 94 година. Да, 94 кога требаше. Шемата за спроведување на овој закон на Анте Марковиќ всушност беше многу едноставна. Првата фаза е всушност таа политика на замрзнување на платите. Во тој период беснеше инфлацијата на просторот на парашна СФР Југославија и некаде во периодот на распадот на Југославија таа достигна ниво од околу 2000% на годишно ниво. За да се спречи понатамошната експлозија на инфлацијата, Анте Марковиќ ги замрзна платите, меѓутоа им остави простор на сите тие мокни компании во рамките на нивните можности фиктивно да ги зголемат платите. Иако просечната плата е замрзната на ниво на 1000 марки, и ако големите компании имат можност да исплатат плата во висина од 2000 марки, Анте Марковиќ им остави простор. Таа разлика од 1000 марки всушност да запишат во интерни акции. На тој начин всушност беше приватизирана македонската економија некаде во процент околу 60% на целото ниво. Господи Марковска, како неколку големи директори располагаат таа 93-4 година или 95-та со 10, 15, 20 милиони марки за да може да купат фирми тешки некаде по 30 до 40 милиони марки? Како воопшто беше можно? Прво, немавме таков случај да големи директори да купуваа фирми. Сакате да кажете дека менаџерите не си купија компаниите? Туку да ги купија сите вработени? Зависно, секоја фирма одеше различно. Во некои фирми одеа сите вработени, во други фирми одеа група од собрани околу менеджмент тимот. Во трети фирми имавме ситуации кај што се делеа вработените на две групи и двете конкурираа. Две од тие 3% ги направивте вие? Да ве коригирам, една правев ја, во една бев као консултант. Да речеме, Скопска пивара е процената на 36 милиони марки. Да. Проценката со која се продава на менаџерскиот тим. А Скопска пивара осварува профит годишно 20 милиони марки во тој период. Значи за година и пол дена се вадеше цената што требаше да биде платена 100% да се купи пиварата. Добар понедавте, бидејќи во тој период Скопска пивара беше можда и најпрофитна фирма во државата и затоа има тука е обрнато. Мислам дека
36 милиона, моje лично мислење, дека 36 милиона марки не одговараат на профитот што го стваруваше Пивара во тој период. Премала цена. Предиска цена, веројатно по средства, ако отишле простонителите по средства, била вредноста помала него по профитот. Вие го проценихте Фершпет на 28 милиони марки. Така е. Значи, сакате да кажете дека вие го проценихте Фершпет 28 милиони марки тогашни, поскапо отколку што го проценија словенците? Малку поскапо него што го проценија словенците, значи ви кажав, они малку го намали, рати што вика немате берза, Фершпет не се котира, значи ради тоа што не се котира 5% подали. Господине Харедини, во тој период некаде 92-94 година кога сте министер за финансии, кога отпочнал процесот на приватизација, многу мина го значат како период кога се и санкциите, нели? Кон СР Југославија, го значат како период кога се формираше таа финансиска олигархија во Македонија. Не, тоа во никој случај не е времето кога се формирала таа олигархија. Тогаш Македонија не била во состојба некој да мисли да конституира олигархија. Во тоа време Македонија беше соочена со витални проблеми од постоењето. Мислите дека подоцна се формира таа олигархија? Подоцна тој процес на користење на она законското решение за менаџерски откуп почна подоцна. Тога и после се интензивира. На тој начин некој им испрати порака на големите македонски олигарси или големата македонска десетка на тајкуни да ја приватизира македонската економија, на тој начин преку тоа фиктивно зголемување на платите, односно преку таа разлика во платите, да бидат издадени одредени интерни акции кои подоцна завршеа во нивните раце, односно 60% од големите компании во Република Македонија беа така приватизирани. Дали денес ви изгледа реална таа сума, да речеме, ако не се лажам, Фершпет беше проценат на околу 28 милиони марки тогашни. Скопската пивара беше процената некаде на 35 милиони марки. Дали од денешен аспект тие цифри ви изгледат реални? Она што беше сугестија од страна на Светската банка во тоа време, кој што работеа тука, беше да се тргне во холандски модел на лицитација. Значи од 1 денар, па да се оди нагоре. И со овие големи компании? Со сите. Ако правиме некоја, да речеме, рейтинг листа на големата 10 или 12 или како се нарекува македонската економија, Скопска пивара беше приватизирана повеќе од 50% со законот на Анте Марковиќ. Фершпет беше исто приватизиран повеќе, Алкулит беше приватизиран, цементарата Усија беше, Житолукс беше, Македонија Табак. Тетекс беше 90 и нешто посто. Силекс беше 100% практично. Така да големите и успешните фирми беа повеќе од главната приватизација е завршена тогаш. 89-90 година кога Анте Марковиќ. Така е завршена во тој период со интерните акции на стариот закон за општествен капитал, односно во времето на поранешна Југославија. На тој начин се приватизираше еден поголем дел од македонската економија. Многу ми навела дека сите овие големи компании кои ги нарекува топ 10-ката во Македонија се во преку 50% приватизирани според тој закон на Анте Марковиќ. 60% приватизиран. Трансформиран по тој закон. По пат на тој закон, македонската влада направи само еден потез дека таквата трансформација, повеќе книговодствена операција отколку стварно плаќање, се надува платите номинално, после Божем не се исплатуваат и се остават работниците да станат собственици на акции. Дали свесно или несвесно, меѓутоа валиден е фактот дека во период од 6 години, некаде од 90 до 96 година на минатиот век, во рамките на Република Македонија не беше формирана берза и сите тие огромни количества на интерни акции кои беа издавани според законот на Анте Марковиќ нема каде да се тргуваат и каде да се продават. Во такви услови на вработените им остануваат две можности: или интерно да ги тргуваат тие акции да ги продаваат за одредена векна леп или флаша пиво кој што тоа се правеше во Русија, или да им ги дават во рацете на нивните директори и менаџери како одредена контрауслуга за зачувување на нивното работно место. Значи некаде над 50% овие се на тој начин приватизирани. Така е. Да речеме од големите македонски.
Има некои што се над 50, има случаи. Значи, тоа е 90-та година. Некаде до 96-97 година нема берза во Република Македонија. Тие акции нема што да ги прават луѓето. Говорам за тие интерни акции. Најчесто, за да ги зачуват своите работни места или да се додворат до генералните директори, тие своји интерни акции им ги отстапува на генералните директори. Најчесто. Нема кај да ги понудат. Па, мислам, тоа е една од фалинката на нашиот закон, бидејќи се произведуваат, да кажам, се емитираат акции, а немате каде да ги пласирате. Значи, не одевме паралелно да формираме берза и законот за трансформација, бидејќи ќе се издава акции. Некој свесно го направи тоа? Па, може да се каже. Вториот по мене проблем е немањето на берза до 96-та година. До 95-та, 96-та година. Значи 6 години постојат акции, интерни акции. И тие интерни акции вработените може да ги продадат така беше само меѓу себе и најчесто на директорите. И тоа го на некој начин го искраши целиот тој концепт на приватизација. Така е, но можам да ве уверам дека во времето кога концептот почнуваше да заживува, дека немаше некоја волја од големите директори да влезат во овој процес. Ве уверувам, затоа што знам дека ние правевме патувања од град во град, од фирма во фирма, да ги убедуваме директорите да влезат во приватизација. Ние бевме некој вид ВОС, таки фити председателот на управниот одбор, Јане Милевски министерот за приватизација, тоа без портфелј, и јас. Ние одевме и разговаравме со луѓето да ги убедуваме за да прифатат да влезат и дека тоа е многу важно за нив и за Македонија и така натаму. Сега да ми каже дека големите македонски директори не сака да ги приватизираат компаниите? Во тоа време јас ви тврдам дека не сака, а дури некој и децидно одбива. За разлика од Словенија и Хрватска, кај што со доаѓањето на новите власти на чело на овие држави беа сушно суспендирани сите акти и операции направени според законот за приватизација од времето на Анте Марковиќ во рамките на Република Македонија и првата влада на Никола Клюсев и првата влада на Бранко Царенковски всушност го легализираа тој процес преку законот за приватизација во Република Македонија. Обично вела дека таа олигархија треба да пали свеќа на две адреси. Обично дека формирањето има многу битно влијание, таа некоја спрегана политика, крупниот капитал и тајните служби, што не е нешто ново, што би открили тука на масата, и второ дека сепак треба да му пали свеќа на Анте Марковиќ додека е жив, а многу помалку на Кирил Глигоров, Стојан Андов или Бранко Царенковски, кои беа во тој момент на некој начин власт во Република Македонија, бидејќи во најголем дел се приватизирани според законот за Анте Марковиќ, а легализирани според законите на современа Македонија. Јас да повторам уште еднаш, не знам колку е тоа јасно, не се приватизирани според законот на Анте Марковиќ, туку се приватизирани со кршење на законот на Анте Марковиќ, односно креативно толкување, нешто што се направи во најголема мера во Република Македонија. Вие знаете дека во Хрватска, во Словенија и така натаму, само што доаѓа новите власти после првите демократски избори и така натаму, првата работа што ја правеа беше суспензија на законот на Анте Марковиќ. Затоа што се види дека може се отиде предалеку, собственоста да биде предмет на плен на оние кои што ја има покрај себе. И тоа само се потврдува. И тоа само се потврди со законот на Марковиќ и продолжувавме. Никој тогаш не беше паметен на какви нареден период со тој член дека е можно со менаџерски откуп без да дават пари, со задолжување минимално во банките, со заложување на тој истиот имот, дека ќе се изведе таа операција на да добиваме менаџерски тимови кај фирмите да станат доминантни. Не сите доминантни. Мислите дека никој не беше паметен и не гледаше толку далеку? Во тоа време никој и овие сеја што се прават многу дека приватизацијата била криминална. Истите, например, олигарси, како што е, например, Љубисав Иванов, Силекс, позната фирма во Југославија, што постигна еден рекорд 80-тите месечини во Југославија, дека работниците штрајкуваа 58 дена. Тоа е во историјата рекорд. Тој истиот сега коалиционен партнер на Груевски.
постојат два процеси почитувани играчи. Како прво, овие мокни директори во рамки на Република Македонија беа исклучително блиски со Анте Марковиќ и неговата партија и на крајот најголем дел од нив заврши во тие политички структури на партијата на Марковиќ во Македонија која беше водена од Стојан Андов. Тој е Сојузот на реформски сили кој на првите избори освои некаде околу 19 пратеници. За возврат Анте Марковиќ има возможни нови директори да го направат тој прв милион марки и на тој начин да купат својата компанија. Че мислите дека ако некој треба да му палат свеќе, нашите големи олигарси треба на Анте Марковиќ? Па, на некој начин да. Контактирате со сите, толку се мокни? Зборам за ова финансиска олигархија. Во кој смисол? Финансиски? Па, очигледно. Значи не се за жалење, бе, најблаго речено. Па и не се. Тие многу се плашеа од мене и од реформистите си или од либералната партија се плашеа многу. Бевте гјавало нивните очи, човекот кој може да ги Они мислеа дека јас тие луѓе ќе ги злоупотребам и дека тие нивната сила ќе ја користам во политиката, што мене никош на памет не ми паднало. Да, вие секогаш важевте како бастион, наречеме на големата десетка во Република Македонија. Тие така сгрешија и затоа паднаа. И сега овие што тие грешки истите ги прават и ќе паднат и тие. За разлика од Русија, кај што приватизацијата беше направена од одредени непознати играчи од структурата на КГБ, кои всушност успеа да го пренесат руски капитал на одредени сметки во Швајцарија и Лихтенштајн, а подоцна во времето на Путин и да го вратат во рамките на Русија, во Македонија тоа беше направено на друг начин, односно од страна на овие големи олигарси беше приватизирана македонската економија. Тие беа блиски до Анте Марковиќ, беа блиски до Киро Глигоров, подоцна до Стојан Андов и на крајот сепак таа олигархија заврши во таа своја политичка близкост со владата на Бранко Црвенковски. Дали е нормално да речеме некој директор, па било дали е Мокија, не знам, на пивара или на Фершпет или на било која друга компанија, да има во тој момент 10 милиони марки и да може да купи акции на фирми кои чинат 28 милиони. Јасно е, затоа е направен овој модел да може да олесни на менаџерските поголеми структури за да влезат во овој концепт. Инаку немаше да има приватизација. Во Македонија немаше да има приватизација. Тоа е јасно, бидејќи немавме некоја куповна моќ, ниту ние, ниту поголемите менаџери. Дали некој свесно одбра се пред приватизација во моментот кога Македонија не призната држава и има две ембарга или блокади на север кон Србија и на југ кон Грција. Во таква ситуација нормално дека нема да влезе странски капитал и се остава Македонија да биде приватизирана од страна на самите директори. Да, имавме хендикеп, точно имавме хендикеп времето во кое што се одвиваше тој процес, но ние моравме да го направиме, ние моравме да влеземе. Тој процес може да е сега од денешен аспект да се оценува како криминален или ваков или онако, може да се дава како сакате квалификатив. Меѓутоа мораше да се направи. Моje мислење беше да ние повеќе ги проучиме работите, да купиме време. Да не оди тога со Да не приватизацијата. оди тој приватизацијата, бидејќи ние бевме блокирани. Војна се водеше во Југославија, ние спроведувавме ембарго. И нема странски капитал да Нема дојде. странски капитал. Значи никој не сакаше да ја пролонгира за да биде купено од домашните бизнисмени. Тоа мене ми одговори и тука ме нападнаа дека јас сум против приватизацијата, а јас сакав само по-добри економски услови за остварување на приватизацијата. Тогаш дури еден министер дојде со некои странци да ми кажува, у тоа време, ако се сеќавате, Елцин со топ го нападна парламентот. Не знам дали се сеќавате на тоа. Белиот двор, како угете или белата куќа во Русија. Парламентот, па мене ми се закануваше пред него и ние треба како Елцин на нашиот парламент, бидејќи председателот е против приватизацијата. Па ја не бев против приватизацијата, само бев против приватизацијата во најлоши политички и безбедносни услови да се изведе. Добро, господин Андов, кој го носи Ченто Велјановски да го прави концептот за приватизација? Нели човекот важеше дека е голем Киро експерт? Глигоров оти ќе дојде тој човек. Важеше за голем експерт во Европската банка, подоцна никош не ни слушнав дека некаков експерт е во Лондон или во Европска банка. Тој дојде и кај мене апсолутно он така не настапуваше, он многу коректно настапуваше. Ченто Велјановски како голем експерт беше донесен од Лондон од Европската банка за обнова и развој во рамките на Република Македонија и тоа требаше да биде човекот кој требаше да биде завеса зад која се крија сите тие процеси на приватизација на македонската економија. Беше промовиран како голем експерт за приватизација, денес 15 години подоцна му се губи секоја трага. Подоцна воопшто не доаѓа во Република Македонија и според сите информации денес работи во Кина и се бави некаде со одредени бизнеси во делот на телевизиите. Знаете каде денес живе?
И што работи? Зборуваме за 91 година. Добро, тоа беше на некои 37-8-40 години, денес требало да биде во најубавите економски години. Дали знаете кај денес Ченто Велјановски? Не. Па како може да се изгуби еден таков голем експерт? Не. Не знам, повторно не знам што ви е тезата. Мислам дека не беше толку голем експерт. Знаете што, мислам дека Ченто ние не го Велјановски избравме. требаше да биде на некој начин како одредена завеса. Ама вие ме прекинавте, не ми дозволивте да се скрие нешто. Повелете. Па нечи интереси во процесот на приватизација, например. Добро. Значи вака, Ченто Велјановски беше избран и ни беше даден како помош од Европска банка за обнова и развој. Ние не го биравме. Бидејќи тој британец и бидејќи го познава британскиот модел на приватизација, тој го наметна британскиот модел на приватизација. И ние имавме модел на приватизација случај по случај, кој што беше многу гломазен во смисла да мора секоја фирма поединечно се разработува и трае време. Сакате да ми кажете дека нема ваучери по тој дека Свето модел. Јаневски, Штерио Наков и Доне Таневски се приватизира по британски модели? И дека всушност идејните творци на приватизацијата на македонските компании Маргарет Тачер и британскиот модел, тоа се би дојдете овие 2 минути да ми објасните? Ама точно така, точно моделот значи, ако на некој виновен за олигархијата во Македонија Маргарет Тачер и британскиот модел? Не, само сакам да ви кажам кој беше моделот на приватизација. Меѓутоа исто така сакам да ви кажам дека Ченто Велјановски го донесе својот предлог на закон во 91 година. Вие бевте задоволени со тој предлог на закон? Дали вие лично, кој Верица, бевте задоволни? Во тој момент она што нас не плашеше беше дека ќе нема доволно пари, односно парична побарувачка за да се заврши приватизацијата. Па имаше многу пари. Луѓето си купија за без пари фирмите. Не беше дека купија без пари. Како се проценува компаниите во рамки на Република Македонија? Фирмата Љупчо и Боров всушност важеше за фирма која ги правеше тие главни проценки во рамки на македонската економија и интересен е фактот дека две компании, например, Скопската пивара која имаше профит од 20 милиони марки тогашни, беше процената на 35 милиони марки, додека за губарот Скопската железара беше процената на 250 милиони марки. Има три бројки кои се битни кога се анализира процесот на приватизација или формирање на таа финансиска олигархија во Република Македонија. Првата проценка е дека вкупниот капитал во државата, вкупниот без разлика дали учествува или не учествува во приватизација, се проценуваше на 10 милиарди марки. Процентот на капитал што учествуваше во приватизација се проценуваше некаде на 3 до 4 милиарди марки, а кеш средства се собра нешто помалку од 200 милиони марки. Скоро ваша процена, колку реално требаше да добие Македонија во процесот на приватизација? Од сега, 10 години, подоцна најмалце и паметне се преме 10 години покасно. Па не сум правил да ви кажам такви анализи, поединечно можна, ма вака како тотал не би можел да ви кажам. Али веројатно ако земеме дека како средства ако вределе, веројатно правил некои анализи 10 милиарди ако вредело, значи 5 милиони би требало најмалку да 5 милиарди. 5 милиарди најмалку. Тоа е голема сума на пари. Од тие нечисти пари, од санкциите кон СР Југославија, да се купи македонската економија, еден обид имаше, нели, кога се заменуваше денарот со динар, по огромни количества на динари ни беа уфрлени во македонската економија. Од страна на тогашниот КОС, УДБА и југославенските тајни служби. Дали постоеше опасност во тој процес на кршење на санкции многу валкани пари да ни влезат во македонската економија и да ни купат фирмите? Прво викаме дека се дадени без пари теза, сега втора контратеза дека од некои пари сомнителни се купени. Па тога и тие пари влегле пак од илегален во легален систем. Ама кај се? Господине Хредини, сада не се лажеме. Да. Санкциите кон СР Југославија им беа доделени, да речеме, контингентите на неколку крупни фирми. Охис Трансфер, Рудници, Железарници Скопје, Фершпет и така натаму. Значи тие луѓе Млаз Богданци, значи не располага некои фантомски фирми со можности да ги водат тие трговии во време на санкции, да ги водат крупните играчи во Република Македонија, направи големи пари, некои велат дури до 1 милиарда марки. И нормално беше дека тие со тие пари ќе излезат еден ден на пазарот. Излегува малце подоцна некаде 98-99 година кога почна да ги купат хотелите. Може да ми наведете пример која таа фирма што е купена од тие пари? Дел од тие валкани пари во процесот на кршење на санкциите кон СР Југославија, кој беа некаде 93-94 година,
влегува можеби во процесот на приватизација во Македонија? Сигурно. За кој процент можеме да говориме? Па може за оние компании што немногу Ги крше санкциите. санкциите, што најмногу ги мора да работат. Ми знаеме како беше во тој период. Дашao, едната компанија што работеше со трговија со нафта, Охис, директорот заврши во затвор, компанијата не се приватизираше. Значи можеби и не секогаш одат тие проценти така како што ние сметаме. Не, можда санкциите им ги големија профитите во одреден период, краткорочно се погоди 95-6, каде што на одредени компании ги зголеми профитите. Нереално. Имаше и друг модел, значи господине Боро, дека одредени директори сушно се неќе да ги приватизираат компаниите. Сака финансиски да ги исцедат и да ги фрлат во стечај. И такви случаи имаше. Мислам тоа е погрешна логика, бидејќи мислеа дека ќе ги обезвреднат фирмите. Ако имаат загуби, значи мислам дека ќе ги обезвреднат фирмите. И поевтино ќе ги купат. Мислам поевтино ќе ги купат. Али мислам дека тоа беше помал процент. Али имаше такви случаи. Постојат две лоби групации во рамки на Република Македонија. Тоа е лоби групацијата на правниот факултет, кој ги прави тие правни модели за приватизација на македонската економија, и тоа е лобито на економскиот факултет, кој ги прави тие главни проценки на македонската економија. Едното лоби на правен факултет, кој ги правеше правните модели. Тицко Биличанец, Владо Камбовски, Саво Климовски, тогашен декан и целата екипа околу Миле Нетков. И второто лоби на економски факултет, кој најчесто ги правеше проценките или ги даваше лиценците за проценка. И вела дека тие две лобија доста добро финансиски помина во процесот на приватизација. Најверојатно, нели се плаќаше и самата проценка и така натаму, меѓутоа што беше основно? Ако немате берза, вие морате, бидејќи имавме модел комерцијална приватизација случај по случај, морате да направите елементарна проценка на вредноста на општествениот капитал. А проценката е, морам да кажам, доста субјективна работа. Кога би ги проценувале фирмите денес, врз база новија сознанија како финансиски аналитичар? Јас проценувам фирми денес. Колку, например, денес би ја процениле, да речеме, Фершпет или Скопска пивара? Не сум, нив ги немам проценувана. Меѓутоа, јас проценувам фирми Тие што денес. се најинтересни сте ги проценувале? Ако ми дојдат као клиенти, врло радо. Спиете мирно, ко директор на Агенција за приватизација? Јас мислам дека нашата мисија ние завршивме добро, технички добро. Ако ве обвинуват одредени луѓе кои не знаат што се случувало пред 15 или 20 години, дека сте учествувале во формирање на таа финансиска олигархија во Македонија, што би им одговориле? Прво, мислам дека и тезата е погрешна за формирањето на финансиска олигархија. Мислам дека е таа изместена теза воопшто. Македонските компании се приватизира на 4 начини. Како прво со тие интерни акции, односно обични харти од вредност кои беа издавани во времето на Анте Марковиќ, како второ со одредени харти од вредност кои беа на некој начин замена за тоа заробено старо девизно штедење од времето на Анте Марковиќ, и тие харти овозможува одреден дисконт, па дури меѓу 70-80% од вредноста на компаниите, односно компании чија вредност беше некаде 10 милиони марки, со овие харти од вредност може да се купа за 2 милиони марки. Како трето, од профитот на компаниите, иако беше недозволиво и тоа не го дозволуваше законот, во период од 5 години, додека директорите треба да ги откупуваат своите компании, им беше овозможено дел од профитот да го користат за купување на акции во тие компании, и на крајот со одредени кредити од банките, кај што најчесто како залог се става имотот на компанијата, и тоа беше законски недозволено. На тој начин, со одредено грубо кршење на законот, беше приватизирана македонската економија. Сега тие акции, да речеме, веќе доаѓаат во најголем дел кај директорите или кај менаџерите. Законот на мала врата овозможува, нашиот закон, значи, кој го носи Македонското собрание, кој го прави Ченто Велјановски и Јане Милјовски, 93 година, овозможува со тие интерни акции да се плаќаат обичните акции според овој закон. Така е. И тоа беше по линија на жилет на политичка и правна коректност, морам да признам. Ако не се употребеа интерните акции по законот за општествен капитал од Анте Марковиќ, не знам дали ќе имавме приватизација. Успешна и колку успешна во тој период. Затоа што мислам дека најголема примена тој закон од бившите југословенски републики токму Македонија има. Значи, И одговараше на моделот. Да објасниме за нашите гледачи. Тие интерни акции, кои беа, да речеме, одредена хартија, како што се боновите на Дзинго, кои не може да се користат надвор од фабриките, пошто немаше берза, им се овозможи, ако се платат придонесите, да се користат за купување на обичните акции. Придонесите најчесто ги плаќа самите генерални директори, и тоа најчесто ги дава од профитот на компанијата. Значи, затоа јас претходно кажав, ако сака да се провери приватизацијата, најспорна по мене е начинот на плаќање.
многу помалку пари се собра од сите приватизирани компании во споредба, да речеме, со приватизација на СМ или приватизација на Телеком. Ама тоа е во цел свет. Во целиот свет приватизациите 3/4 од приходите што ги оствари државата од приватизациите се од токму од тие компании. Телеком и електростопанство. И тоа не е нормално, господин Шукаров. Да речеме, самите директори, говорам за овие крупни директори кои се сочинува таа топ 10 на македонската економија или топ 12, или не знам како да ги наречеме, големата олигархија, најчесто ги плаќа своите менаџерски акции со интерни акции од Анте Марковиќ или со земање кредити од банка кај што го заложува имотот на компанијата кој не беше во нивни раце. Тоа се манипулации. И третот модел е откуп на обичните акции со одредените, да речеме, хартии од вредност кои се издава врз основа на заробени девизи или старо девизно штедење. Во одреден временски период, кога имаше огромно количество на такви хартии од вредност за старото девизно штедење, тие може да се купат со некој дисконт од 50 до 70 па дури 80%. И тоа значи дека една компанија која вреди 10 милиони марки, со такви хартии од вредност можеше да се купи за 2 милиони марки. Па може да се направи многу реална математика, бидејќи ако земеме нека компанија што била и по законот на Анте Марковиќ, например, ако имала 2 милиона запишано, па платила придонеси и од платата ја употребила, и другата отплата ја употребила заробени девизи, може да се дојде до точни математики. И веројатно е тука до 30%. Господи Марковска, ако го враќате времето назад, што мисли дека беше подобро или полошо? Да дојдеме во една руска ситуација, кога една акција се продаваше за една векна леп или една флаша пиво, или сепак да и се овозможи на една олигархија или на одредена група на луѓе да ја купа за толку мали пари македонската економија? Веројатно ни едното ни другото не е баш точно представување на фактите, меѓутоа најдобар модел е оној кој што ќе овозможи економијата да почне да функционира по својата логика. Се некаде до 95-та година всушност не постоја јасни правила на игра како треба да бидат приватизирани и проценувани македонските компании. Таа 95-та година избива големата афера со Македонија Спорт, кога две крупни групации, едната на Юкан Трейд, која беше блиска до тогашниот министар Јане Милјовски, и втората на Орка Холдинг, која беше блиска до Тито Петковски, денес е блиска до владата на Никола Груевски, всушност ги спротивставија своите аргументи околу приватизацијата на Македонија Спорт. На крајот, иако беше подобра, понудата на Орка беше одбиена, меѓутоа таа политичка афера всушност ја принуди Агенцијата за приватизација да направи нови модели на проценка на компаниите и веројатно како резултат на таа политичка афера беше првата смена во агенцијата, односно беше сменет генералниот директор Мирољуб Шукаров. Иако Орка понуди поскапа цена, компанијата беше купена од страна на Юкон, односно на нивната сестринска фирма или блиска фирма Вестфра од Германија. Па ние бевме вистина инволвирани во таа приватизација, бидејќи во тој период програмата за развој ја правевме за Орка. Интересен детал е дека проценката на втората компанија или на Веспра ја прави проценител, односно сопругата на тогашниот финансиски директор на агенцијата за приватизација, сега покојниот господин Зографски, кој подоцна станал прв директор на македонската берза. Иако се реагираше правилно, ќе требаше да добие без дилема Орка. Господин Шукаров, да речеме денес 15 години подоцна, вие сте сменет 95-та, денес сменели 2010 година, точно 15 или неполни 15 години, и разговарате со млад новинар, не знам или со бизнисмен или со некој странец и давате својот визит карта или не знам CV, кај што велите дека сте биле 2 години во клучниот период директор на Агенција за приватизација. Никој не е совршен. Дали некој би ви рекол, добро, вие сте тога значи соучесник во грабежот на македонската економија? Дали вие би прифателе на таква теза? Јас затоа и реков, никој не е совршен. Јас учествував во приватизацијата и сметам дека мораше таа да се изведе заради доброто на Македонија. Мирно спиете? Мирно спием. Немам никакви немам ниту еден предмет за кој што мислам дека сум направил нешто што било спротивно на законот или спротивно на интересите на државата или на кој да е. Кој би ја прашал на крај со еден збор да оцените македонската приватизација, која е првата асоциација? Не ефикасна и неправедна. Ја мислев ќе кажете грабеж. Не, па сега мислам дека е збор кој што многу не помага. Така натаму. Предоцна е сега. Мораме да одиме понатаму.
сите источноевропски земји ги приватизираат своите економија преку два процеси, преку приватизација на тутунската и преку приватизација на индустријата за пиво. Во рамки на Република Македонија тоа не се случи, иако првиот обид некаде 92 година за приватизација на тутунската индустрија на одреден начин беше означен како неуспешен, иако го грабеа огромно количество на пари. Зошто не се приватизира тутунската индустрија во Македонија? Сите очекувавме дека ќе се приватизира многу скапо и дека таа ќе оди прва како интерес на странскиот капитал. Тоа не се случи во два обида, 92-93 и 96-97 година. Ова не сме го припремиле, не сме да разговараме. Јас директно сум учествувал во тоа. 92 година јас работев за една странска консултантска куќа која требаше, која работеше за British American Tobacco. 92 година. 92 година. Да, 6 месеци бев присутен во Македонија Табак и мислам дека ако тој момент Македонија влезеше таков голем стратешки партнер, дека некои процеси може другачие ќе се оствари во држава. Сигурно. Утакмицата ќе беше поинаку. Да, другачие ќе беше. Зошто не се направи тоа? Не направи затоа што Македонија Табак во тој период имаше специфични односи со тутунски комбинати, каде што патентите, марките на тутуни, на цигари, ги контролираше Македонија Табак и само одлучуваше каде кој ќе го прави. Значи сакате да кажете дека тутунските комбинати, не знам, во Прилеп, не знам, во Команово и во Скопје, работеа цигари кај што лиценците беа во собственост на Македонија Табак, да речеме партнер. Така е, тоа време партнер беше и Лорд, мислам дека најатрактивни беа. И никој не можеше да се продаде на странец, бидејќи лиценците беа во раците на Македонија Табак. Да, они сакаа чисти односи, мислам јасни кој каде колку има во тие права. Што мислите, колку ќе отидеше тутунската индустрија тогаш, таа 92 година? Па на шала еден од директорите, не го споменам, викаше ако не купите за милиарда, ќе се продаеме. Милиарда марки. Па тогаш ни да. Останете со нас и по рекламите, проследете крајот на нашето вечерашно досие на тема како се создаваше финансиската олигархија во Република Македонија. Зошто македонската економија всушност не беше приватизирана по пат на ваучери, односно секој полнолетен граѓанин во рамки на Република Македонија доби одреден приватизационен бон кој ќе овозможуваше да штрбне дел од тој колач на македонската економија. Постоја многу аргументи, еден од најчесто споменуваните аргументи беше дека на тој начин 20% од македонската економија веројатно би завршила во раците на албанската население, албанската популација во Македонија, а вториот аргумент беше дека во такви услови кога постојат санкции кон Југославија, кој има многу малку пари во рамки на Република Македонија, поголемиот дел од македонската економија можела да заврши во раците на одредени контрабанди кои се бават со кршење на тие санкции кон Југославија. На крајот на криштата Петар Гошев на изборите 94 година излезе со одредена политичка програма која се нарекуваше со чисти раце, која беше правена од Беба Поповиќ, човекот кој имавме интервју некаде пред 4-5 години, кој што говореше за сите тие процеси на криминал на просторот на поранешна Југославија, беше десна рака на Зоран Џинџич и сегашниот генерален директор на Српската радиотелевизија Александар Тијанич. Таа групација правеше програмата на Петар Гошев. Петар Гошев излезе на изборите 94 година со таа програма за чисти раце и за поделба на ваучери на македонските граѓани, меѓутоа неговата политичка програма беше поразена на тие избори. Еден од главните играчи во рамки на тогашната партија на Гошев, Демократската партија, беше и Трајко Славевски. Имаше и жестока дебата, беше поделено општеството, беше поделено јавното мислење. Па дури ако не се лажам, Перо Гошев 94 година на изборите излезе со една таква изборна платформа со чисти раце, кај што во основа беше сепак ваучери да се поделат на граѓаните, односно приватизацијата рамномерно да го подели капиталот на сите полнолетни граѓани. Да, некои од тогашните политички партии настапија со тој модел, порано или подоцна, но не се примени затоа што не беа тие, да речем, политичари или тие партии во состојба да го применуваат, односно ја нема власта во дадениот момент. Зошто не се примени? Секако тоа прашање треба да се постави на оние кои што во тој момент беа носители на економските политики и на приватизацијата во Република Македонија. Мислам и тогаш и сега, моето мислење беше дека се тендираше кон она приватизација од страна на инсайдерите, односно лицата внатре во предпријатијата кои што беа поврзани со политичките елити. Мислите на менаџерите? Во тоа време. Секако тие има моќта. Беше одбран по вас модел кој на некој начин всушност ја создаде, ја бетонираше и ја темелеше таа менаџерска олигархија во Република Македонија. Не постоеше сила, барем во тоа време во општеството и волја, нека општествена волја, ако такво нешто постои, да се раскине врската помеѓу комунистичката или социјалистичка номенклатура, што би се рекло во политиката, и нејзиното влијание во економијата. Тоа продолжи во наредните 10-12 години. Дори јас мислам дека ако се поделе ваучери, тогаш олигарсите во Македонија
многу поевтино ќе ги купеа своите компании, отколку што ќе ги купеа сега со платена приватизација. Бидејќи тогаш ќе може за 100 денари Веројатно е да ги точно. купат исто како што беше во Русија. Концептот на ваучери, да кажем и кај мене беше во мојата глава, И албанците остана со Албанцата со прстот у уста. Па што да устат се 100 години тие. Не, Добро зборам за конкретно сега. па во Ретја, меѓутоа таков концепт беше прифатен. Не е вистина дека на парламент тогај пратениците албанци ова не го поставувале. И македонците се плашат дека албанците може да им ја земат едно парче од Апсолутно економија. тоа било присутно. Беше страф. Беше страф, ама не било и најбитно. И на крај грците и властите им ја купија македонската економија. Не, видите, грците ги купија фирмите во друг принцип. После Се се согласувам. продадоа, Се дојдоа согласувам. пари, чисти пари дојдоа. Испаѓа дека во наводници грчкото лоби е финансиски најсилно во Република Македонија. Две банки, Стопанска банка, Алфа банка, Окта, која е единствена македонска компанија која е влезена меѓу 500 најголеми во Југоисточна Европа. Мермерниот комбинат, Житолукс и да не редам понатаму. Значи клучните сегменти од македонската економија ги купи грците на крај. Тие ги купија веќе не по тој закон, по закон на продажба. Дваесет концепти се сменети во фазата на изработка на законот. Дали тоа значи дека Македонија поприлично луташе или па имаше страв воопшто да се влезе во еден таков процес, па преку тоа мноштво на концепти всушност се купуваше време? во време кога Македонија почна да го прави концептот за приватизација, немавме некои искуства во светот за тоа каде и кој модел треба да се избере. Така да нормално е да се лута и да се бараат концепти. Имаше страв, професоре? Имаше страв. Појдовме, се сеќам, во тоа време во Германија 93 година. Се споија двете Германии, почна веќе таму најпрвим процесот на приватизација и тоа, пазете, со еден партнер економски јак како што беше Западна Германија. Таму ни кажаа дека секој втор случај на приватизација оди на суд. Во Германија. Во Германија. И таму знаете дека беше убиен председателот на агенцијата на Тројхат и така натаму. Значи сепак тоа беше еден добро, процес многу комплициран. Тоаш вие добро поминавте. Добро поминавме, да. Ако беше убиен таму директорот на агенцијата или председателот. Беше убиен и тоа беше еден процес со големи непознаници, велам, и со недоволен фонд на економско знаење. Ова беше емисијата во Центар на Канал 5 телевизија. Јас сум Васко Ефто. Вечера, почитувани гледачи, можете да проследите нашето телевизиско досие или првото продолжение на ова телевизиско досие на тема како се создаваше финансиската олигархија во Република Македонија. Идниот петок, во истото време, ќе може да проследите второто продолжение, односно која беше таа голема десетка во македонската економија или тие топ 10 менаџери кои владееа со Македонија изминатите 20 години. Ова емисија, како и претходните емисии од овој циклус на серијалот во Центар на Канал 5 телевизија, ќе може да ги проследите на Макс ТВ. Се гледаме идниот петок во истото време. Пријатно вечер, Македонија, каде и да си.